кој е прописот за учењето на фикх? Дали е обавеза? Ова е битно. Дали е обавеза или е пак суннет? Уште една точка и завршиме. Дерсот денеса заврши. После ова 10-тата точка и толку е. Кој е прописот за учењето на фикхот? Кој е правилото? Дали е во обавеза или пак дали е суннет? Дали препорачливо? Дали мекрух? Мрзеливо? Дали Што остана? Харам? Значи кој е прописот? Јас ќе ви олеснам. Некогаш учењето на фикхот е фарзајн, индивидуален фарз. Некогаш е колективен фарз. Сега, кога е индивидуален фарз и кога е колективен фарз? Најлесниот начин. Нема да здолжам многу. Индивидуален фарз е со тие месели што се поврзани со човекот или пак одговорното лице. Ова знаење не сме човекот да не го знае. Ова му е обавеза. Тие месели што се врзе директно со одговорното лице. Како, например, абдесот. Абдесот. Треба да знаете абдес да земете. Морате. Што му го расипете абдесот, мора да знаете. Затоа што е директно со одговорното лице. Без абдес нема намаз. Нема му е точен ибадетот. Значи мора да има знаење. После намазот. Намазот мора да знае кој е прописот за намазот, обавеза. После обавезите на намазот. После сунетите на намазот. Фарзови, столбовите на намазот. Што го расипит намазот. Како да постапит ако станвит, например, во некој рекат, на вториот рекат не се двит. Треба да знае што да прави на крај. Затоа што мој целиот ибадет да го расипи, целиот намаз да не му е точен, валиден. Ако остави некој столб од намазот, мој целиот намаз да не му е точен, а тој не знае. Мисли дека то се поправа со сеху и сежде, што правиме на крај. Столбот не се поправа со сеху и сежде. Се поправат обавезата на намазот, тоа што е обавеза. А оној што е столб, има заборавено Фатиха да читаш во првиот рекат, например, и пак во вториот. Аллаху акбар, клањаш сам, например, не влеземе сега со имамот, кога клањаш сам. Кул Аллаху ахад, Аллаху самед, лем јалид ва лем јулад, ва лем јекун леху куфувен ахад. Читањето на Фатиха е рукн, столб, затоа пратеникот саллаллаху алейхи ва салем вели, немат намаз оној што не чита Фатиха. Ти имаш заборавено. Ајде, два сежде на крај и готово. Не, мора да го поновиш тој рекат од почеток. Да направи две сеху и сежде, џабе ти е. Намазот не го имаш клањето тој ден. Пол ден немаш. Затоа ова знаење мора да го знаеш. И затоа ние треба да учиме фикх сега. За да знаеме кога ни е намазот валиден, кога не ни е намазот валиден. Добро, кога е сега, ова кажавме индивидуален фарз за секој човек. Исто за постот, исто за хаџот, исто за другите прописи што му се обавеза со одговорното лице имаат директно со него. Добро, кога е индивидуален, колективен фарз? Со тие месели што не се директно врзани со одговорното лице. Како, например, намазот на џеназето. Намазот на џеназето. Или пак миењето на мртвиот. Или пак чефинот. Како да го чефиносаш на некој што е мртов. Ова не е индивидуален фарз, него колективен фарз. Ако некој друг го прави, му се отстрануваат обавезата на другите. Затоа што не е директно врзано со тебе ова. Ова е, например, имат некој познаен, го прави тоа, тебе ти останвите овде сега колективен фарз, не индивидуален фарз. Ако немат никој во градот што го прави тоа, тогаш на секој му е индивидуален фарз. И овие другите работи. Свативте сега?
тие месели што се директно врзани со човекот, со одговорното лице, овде индивидуален фарз е знаењето за тоа. Оние месели што не се директно врзани со тебе, него со другите, ова е колективен фарз. Јасно? Кратко, јасно и кратко. После ќе кажеме понатаму кога ќе влеземе во меселите.